Ова не се снимки од 2019-2020 година. Времето на екс-градоначалникот на Умовски, познат како творец на урбаниот хаос во Ѓорче Петров. Ова е моменталната состојба во урбаниот дел на општината, со подпис на градоначалникот Стојковски. Не многу одамна, пред 3 години, од страна на ДПМН и Стојковски беше ветувано раскрстување со урбаната мафија, стопирање на урбаниот хаос, беше гарантирано хумано живење. Впрочем, беше ветана градежна офанзива, но целосно спротивно на оваа. Требаше да имаме градежна офанзива во корист на граѓаните, никако во интерес на урбаната мафија. Реалноста е дека наместо граѓаните, верни партнери на Стојковски му се градежните инвеститори. Тие нека посакаат, тој ќе исполни. Реалноста е дека Ѓорче станува рај за градежните инвеститори, а пекол за жителите. Сега се нервирате за подземната инфраструктура, надземната инфраструктура, водата, листата на чекање во градинките, загадениот воздух. Навикнувајте се. Стојковски ДПМН ви подготвија уште потешки услови. Тек да знаете што не чека. Таму каде што застана на Умовски, продолжи Стојковски. Чист пример е ДУПЦ за 13 за Дексион. Го подготви на Умовски, го предложи Стојковски и го изгласа ДПМН. Само што стапнаа на власт. Со некој ќе имаме 50 нови згради, а некои веќе почна и да се градат. Иста е ситуацијата и со најново донесениот ДУП за 16 за протегот кај кружниот тек во Влае, со 30 нови згради. Исто и со Хром, додека во 2021 година ДПМН смело се мешаше меѓу хромци, ветувајќи им крај на урбаното одвиење, денес се кријат од нив, бидејќи во Хром урбаното одвиење не запра. Се издаваат градежни дозволи, се продолжува со оттуѓување и на она малку останато општинско земјиште, додека општината не инвестира апсолутно ништо за подобрување на секојдневието на тие жители. Не знам дали помните, од страна на активисти на ДПМН беа организирани протести против бетонизација на Реонскиот парк. Сега токму таму се градат бетонски чудовишта со подпис на Стојковски. Наводно раскинатата љубов помеѓу ДПМН и ДУИ е вочлива преку издадените градежни дозволи на фирми блиски до ДУИ. За нив не постојат правила, дури не ако се во прашање безбедноста и животот на граѓаните. Имаме и градилишта кои што не се заградени со огради и се без информативни табли. Може би се и ти во оградби, не знаеме, ама не е ни важно. Како што би рекле сега од ДПМН, битно се гради, се урбанизира. Позорот Стојковски, кој што мора да се пофали и сподели дури за едно засадено цветче, избегнува да сподели за круцијалните активности. Она што навистина се случува и што му престои на Ѓорче Петров. Бетонска џунгла и никакви услови за нормален, хуман живот. Впрочем, како што можеме да забележиме од извештаите на Државниот завод за статистика, тој одбива да им даде податоци и ним за издадените градежни дозволи. Можеме да заклучиме дека Стојковски гарнитурата на ДПМН на граѓаните не им донесува никаков бенефит, ама затоа квалитетно одработуваат за урбаната мафија.